Додека во маркетите во Скопје и тоа што остана друго од државава, јаболката се продаваат од 40 до 50 денари за килограм. Во Преспа состојбата е поинаква. Јелена, дали знаеш колку можеш да купиш јаболка во Ресен за 50 денари? Што е ова, час по математика или вчерашни? Што и да е, Јелена, во Ресен за 50 денари можеш да купиш 100 килограми јаболка. Да, така е, Александар. Нашата екипа само што пристигна во Ресен, во градот на јаболката, која што оваа година за жал ке нема да достигна својата сума која што ја заслужуваат. Со мене е Ристе Тевдовски, кој што и самиот кој ќе опрашам како се чувствувате, вика си е мајката. Ристе, како се чувствувате? Си е војте, да ми прости камерава. Ете. Цела година прскај, онагвај, собирај, прскај, та фатило, градта не фатило. И за шо бе? За 1000 денари тон? Па не бива то така бе. Добро, ќе земам и јас 2 тона од ова. Него кажи ми, дали гледаш излез сега од оваа ситуација? Име Симо Совичкија да го ќе викнам, ќе ги наредиме, ќе ги оправиме цел ово штарник, дрва за огрев ќе го направиме. Ете ти излез. Жал. Добро, а владата дали се понуди да ви помогне некако? Се понуди, како не се понуди, ене ги. Одбојка играат цел ден. Ондеки. Одбојка игра. Ќе ги сечам сите. Да. Но, кога владата ќе потврли, тука се приватњаците за секогаш да им помогнат на нашите земјоделци. До мене е собственикот на Лихва банк, кој што ќе ни каже нешто околу кредитите и субвенциите за земјоделците. Здраво. Здраво, топ се јабуки. Значи, видете вака, секој земјоделец кој што има 2 бубрега, без при тоа да има камен во тие бубрези, може да аплицира за кредит во нашите филијали. Или евентуално да почека некој од мобилните агенти да пристигне во неговата бавча. Чекајте малце, каква врска има бубрегот на овој човек со овие јаболка? Видете, оваа година тие јаболките ги продаваат по денар килограм. До година мислите дека ќе биде подобро? Нормално дека нема. Значи до година самиот тој ќе треба да плаќа човек да му ги семиња од дрво само за да се отараси од нив. Значи ние мислиме дека со овие кредити сосема искачаме во пресред на земјоделците. Добро. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, вие може да продолжите понатаму со вестите, а ние се враќаме за Скопје. Оти да плаќам. Стај ми една гајба. Ми ќе ти дам како не. А пари бе, газе? Па кредит ќе ти даеме, шо пари? Пред да продолжиме со регуларните вести, во редакцијата на вчерашни стигна една стара информација. Груевски сепак ја преминал границата како жена, а од Тирана летал со Малев до Будимпешта. Ацо, мене ми стигна порака дека Малев е затворен во 2012-та, а ние продолжуваме со вчерашни по джинглот.